svoj dar spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, su nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krvi. Татко Небесен, Ти благодарам што ми подари уште еден ден. Ти благодарам што и денеска ми го отвараш моево срце за Твојата љубов. Ти благодарам што ме облекуваш со сила од озгора. Ти благодарам што ми даде дар на верба да поверувам во Твојот единороден Син Исус Христос за мојот Господ и Спасител и да врвам по Него и да го живеам светот Евангелие, Евангелието на љубовта, Евангелието на мирот и да Ти служам и да Те љубам со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум. Татко мој, Те сакам, Исусе Христе, зашто е пишано кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Римјани, послание на апостол Павле до Римјаните, 1 глава, 16 стих, зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос. Јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја. Тоа е сила Божја која го спасува секого што верува. Прво јудеец, како метафора на избран, на богоизбран народ, потоа Елин, како синоним на оние што живееле во царството на Александар Македонски, односно многобожците кои верувале во Олимпскиот пантеон. Значи, ние зборуваме за две категории на луѓе, избрани и неизбрани. Значи, не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е сила Божја која дава живот, кој спасува секого. Потоа, интересен стих, исто Римјаните 1, тврдејќи дека се мудри, тие обезумија и славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек. Затоа е тој стих кој вели, кој се надева на човек, проклет да е. Тогаш се надеваш на своите сили, ја бараш својата правда и живееш еден телесен живот во гревовна природа, бидејќи на земјата се паднатите ангели на Сатанас и ти си дел од нив со твоето тело. Затоа и Бог според желбите на срцата нивни, значи желбите на срцата, гордоста на животот, желбите на очите, гордоста на животот, нели, ги предаде на нечистота, похотта на телото, желбите на очите и гордоста на животот. Гордост, знаеш се сам, желбите на срцата нивни ги предаде на нечистота, па сами да си ги обесчестуваат своите тела. Суштинскиот принцип на Бог, на христијанството е право на избор. Бог те повикува, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ви успокојам. Поучете се од мене. Исус вели, Исус кој е даден како образец во Новиот Завет, бидејќи луѓето не можеа да ги исполнуваат
10 Божји заповеди, поради нивната гревовна природа немаат сила. Исус им дава сила да станат синови Божји. Затоа Бог ги предаде, Римјаните 1 глава 26 стих, на срамни страсти. Жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни. Значи зборува за телесен блуд. Мажите исто така, напуштајќи го природното општење со женскиот пол, се распалија со желби едни кон други и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслужената отплата за својата изопаченост. Значи, откажување од Бог, непризнавање на Бог се телесните за страсти, односно она што денеска го имаме, противприродна врска на мажи, жени, мажи со жени, со деца. Тоа е опишано и во Содома и Гомора, бидејќи Господ таму фрли оган од небесата и денеска таму е соленото море, каде што не може да се пропадне. Дното е тоа на светот. Нема пропаѓање во водата. И бидејќи не се обидоа, видете сега 28 стих Римјаните 1 глава, да го задржат Бога во разумот свој, подразбира ова Светото писмо, да го имате Исус како образец. Затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум да го прават она што не им прилега. Значи, бидејќи не го задржаа Бога, бидејќи живеат без Бог, и тие мислат дека може да прават што сакаат. Значи, Бог, еве сега, која е категоријата покрај она педерастија, хомосексуалност, лесбество, педофилија, исполнети се со секаква, не бидејќи не го задржаа Бога во разумот свој, а разумот да го задржиш Бога е Светото писмо, бидејќи мислите кои доаѓаат од друга страна, два типа на мисли имате. Сатанска природа, одредени категории кои се ваши водилки, сите крадат и вие крадете. Не чини ова, не бивај, терате така. Дрпни ако можеш нешто, укради, изврши прелюба. Овој те мрази. Гледај ти тебе да ти е добро. Се спротивни на тоа што го пишува овде. Значи, Бог да го имаш во своите мисли, љуби го својот ближен како себе си. Љуби го непријателот свој. Благословувајте ги оние што ве колнат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Тоа се Божиите мисли. И така од син човечки можеш да станеш син Божи, да се вратиш. Значи, еве што значи кога не го држиш Бога во умот свој, покрај телесното блудство, исполнети со секаква неправда, 29 стих, блудство, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност. Излезете на улиците во Македонија и погледнете што се случува. Озборувачи, клеветници, богомразци, насилници, фалбаджии, горделивци и измислувачи на зло. Колку сакаш во Македонија. Непослушни кон родителите, непослушност кон родителите е проклетство. Неразумни, проклетство подразбира, немаш Божи благослов и се мачиш, како што Адам беше проклета да е земјата. Со мака ќе ти раѓа, трње и троскоп ќе јадеш, бидејќи не го послуша Бог, отпадна од Бог, Бог му вели немој да јадеш од тоа дрво, ќе умреш. Тој јаде. Неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи, немилостиви, категорија на посебно во македонска земја, каде што се случува и негирање на суштествување на македонскиот народ, кој го е запишан како име тука и како метафора на народ кој го повикува Бог. Негирање на територија, на име, на јазик, на историја. Негирање на собственото постоење кое лесно ве завлекува во, наместо да го завртите другиот образ, како што би требало да постапувате ако сакате да станете синови Божји, од синови човечки, да влезете во сатански круг на убивање. И тогаш се размножува злото. И така, тие, иако ја познаа праведната одредба Божја,
дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, како телесно блудство, така и душевно. Сепак не само што ги вршат, туку ги со благонаклонети кон оние што ги вршат. Ние гледаме дека имаме Македонија поделба на политичко ниво и се оправдуваат дејства на водачи кои се дел од ова што претходно го прочитав, како например крадење, бидејќи Јуда Искариотски крадеше од касата и потоа го продаде Исус за 30 евреници, сребреници, така да крадењето е она што Јуда го прави и тоа завршува во грнчаровата нива за семејствата на тие што го прават, а кога слеп води слепи. Обата ќе паднат во јама, се мисли на духовно слепи. Втората глава. И така немаш изговор, о човеку, кој да си ти, зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш самиот, бидејќи ти кој судиш го правиш истото. Видете, во Македонија се менуваат политичките владетели, се осудуваат едни со други, го прават истото. Не водат по ист пат. Широк е патот што води кон пропаст и многуми наминуваат низ нив. Ни кажуваат две збора, не водат таму некои дни организации кои се масонски и сатански. А знаеме дека Божиот суд кој паѓа врз оние кои вршат такви работи е според вистината. Речеш, која е вистината? Па вистината, јас сум патот, вистината и животот, вели Исус. Читете ги посланијата на апостол Павле. Таму се упатствата како треба да се остане христијанин и од син човечки да се стане син Божи. Зар мислиш од човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи какви што правиш и самиот, и се менуваат политички владетели, и потоа е таа сатанска мисла, сите крадат, па и тие крадат и ние крадеме. Крадењето е греф, не кради. Старозаветен, ако не си во Христа, ќе одговораш според законот. И ако водачот краде, целиот народ го води во јама. Ако водачот краде и го осудува другиот водач што краде. Значи, зар мислиш од човекот дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи, што крадат, како што правиш и ти самиот? Или пак го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост, долго чека Господ да се покаете, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување. Кон покајување не го продавај својот народ, но поради својата Бог е оној кој се жртвува за својот народ. Но поради твојата тврдокорност Исус се жртвуваше за секого од нас. Тој толку ве љуби. Исус во кого живее Отецот Небесен го даде својот живот. И ви вели, дојдете при мене, а вие со очи не гледате, со уши не слушате и со срцето да се покајат, да ги исцелам, запишано во Исаја. Но поради нивната твојата тврдокорност и непокајано срце, дај ми, Господе, чисто срце. Си собираш гнев за денот на гревот, брате мој, кога ќе се открие праведниот суд од Бога. Се скриено на Бога му откриено е пишано, кој секому ќе му даде според неговите дела. Господ секому ќе му даде според неговите дела, не се мисли на физички дела, туку на дела на љубовта. А тоа се делата на љуби го својот ближен како самиот себе си. Состојбата во Македонија е обратно пропорционална, право пропорционална на степенот на љубовта меѓу нас. Колку омраза има меѓу нас, се повеќе се влошува состојбата, бидејќи не се почитува Божиот закон и Македонија живее во проклетство, за тоа се виновни водачите на овој народ, а и духовните водачи кои не си ја завршиле работата. Бидејќи не сте таму за да правите обреди, венчавање, закоп, родение, туку да имат на родениот луѓето во Исус, да се спасуваат и Македонија да биде тоа што е запишано овде, земја за да се шири светото Евангелие, живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава. Славата е Божја, во славата Божја чест и нераспадливост, да живееш во Божјата слава. Не ти да се славиш сам себе. Божјата слава,
Tatkото Nebesen, Isus. Нема друг за славење. Ке почине некои си да пишуваат вечна му слава. Какво духовно слепило. Слава на умрен човек вечна. Тој се враќа во Бог. Добива друго име, друг идентитет. Ке му напишам ново име, е пишано во Откровение Господ. И ако не ја знаете Библијата, вие сте. Замислете, Господ ги напишал овие слова за вас, а вие го поминувате животот, ќе го поарчите во телесни страсти и не знаете што запишал Бог и одите во темнина, одите во огнено езеро. Јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината. Вистината е Исус, јас сум патот. Значи по него треба да одиш вистината. Вистината е тука запишано, тоа е Исус, е Словото Божјо. Значи тројце се кои сведочат на небото, пишано е во Прво Јовано, Отецот, Словото кој е Исус и Духот. А и се покоруваат на неправдата. Значи твојата правда е неправда. Јас ке отплатам, вели Господ, од маздата е моја. Неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло. Се што правиш зло, на другиот го правиш на себе си. Божиот закон е око за око, зап за зап. Сето она што го правиш, го мислиш, го чувствуваш кон другите, го добиваш кон себе си. Значи, неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло. Пред се за јудаец, евреин. Тие мислат на географија, овде се зборува за метафора, за човек, односно народ избран од Бог, а потоа и за Елин. Елин, значи, име за припадник на царството на Александар Македонски. Може да кажеш македонец. Елин, значи познат со луѓе кои биле незнабожци, не го познавале Исус. Или пак македонец, кој е метафора на човек кој го повикува Бог, бидејќи тој е единствен народ кој го повикува, дојди во Македонија и помогни ни. Ноќеска сонував еден сон на македонец кој ми велеше дојди во Македонија и помогни ни. Слава и чест и мир, слава и чест во Бог слава и мир на секој што прави добро, пред се за јудаец, а потоа и за Елин. Зашто Бог не е пристрасен, Бог не гледа на лице, туку на срце. Оние што сгрешиле без закон ќе загинат. Значи тие на јудејците им даде Господ закон и тие постапуваа, пак грешеа и затоа најсетне и велми Господ го испрати својот единороден син во кој пребива самиот тој во сета полнота. Даде крвна жртва, се даде самиот себе, ја пролеа својата крв за секој од нас и кој ќе го повикам неговото име ќе биде спасен. Оние што сгрешиле без закон ќе загинат, оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат судени. Бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни само оние што постапуваат според законот. Римјаните 2 глава 13 стих, постапување според законот. Во Евангелие, посланието по апостол Јаков се вели, ако некој бидете не само слушатели на Словото, на ова Слово, туку извршители, а тоа подразбира да живееме во законот на љубовта. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Кој е мојот ближен? Оној кој е болен, гладен, осамен. Зашто Исус му вели, а кој е мојот ближен? Ја раскажува приказната со добриот самаријанин кога му помага на евреинот, а евреите и самаријаните не се мешаат. Зашто секогаш кога незнабожците кои немаат закон природно ги извршуваат одредбите на законот. Природно ги извршуваат. Тогаш тие, иако немаат закон, се закон самите за себе. Односно, тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, што сведочи и нивната совест и нивните внатрешни размислувања со кои меѓусебно се обвинуваат или бранат. Значи, во секое срце, и таму нема повеќе да ви пишам на камени плочи, на друго место во Светото Писмо, туку со живи слова во срцето, така да луѓе кои не се христијани, кои длабоко во себе носат Божјата љубов, запишана во нивните срца, на крајот на својот живот го гледаат Исус, имаат право да изберат. Вие и да не го познавате Бог, да го повикате Господе, помагај од срце, тој ќе ви се јави, потоа ќе ви се јави како
Како треба да дојдете до него? Јас сум портата на спасението, вели Исус. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи нивната совест и нивните внатрешни размислувања, со кои меѓусобно се обвинуваат или одбрануваат, и така немаш изговор од човеку. Кој да си ти, значи втората глава, првиот стих, кој да си ти, зашто со каков суд судиш друг, да судиш било кого. Сите сме од Бог, сите сме чеда, синови човечки, треба да станеме синови Божии. За оној ден кога според моето Евангелие Бог преку Исус Христос ќе ги суди тајните на луѓето. Ете, ти се нарекуваш јудеец и се подпираш на законот и со Бога се фалиш. Значи старозаветно Аврам, Бог му се јавува на Аврам. Нели, прва книга Мојсеева. Ова е заветот, 16 глава, 10 стих. Ова е заветот мој меѓу мене и вас, и вас и потомците твои во нивните родови, што ќе ги пазите. Секој машко од вас нека биде обрезано. А ќе обрезувате крајче од телото свое, тоа ќе биде знак за заветот меѓу мене и вас. Бог му вели на Аврам. Секој машко дете кога ќе наполни 8 дена по раѓањето, низ целото ваше потомство да биде обрезано, и роб роден во вашиот дом, и оној што ќе биде купен од странец, а не од семето свое, со обрезание ќе се обреже робот во твојот дом и купениот. Интересно. Значи, тоа е законот дека Аврам му дава да го расшири своето потомство. Аврам и Сара му се јави дека ќе има син, и тој не издржа, легна со слугинката Агара и го направи Исмаел, потоа го изгони, потоа го врати. И Господ му вели, сега ќе ти дадам син, а тој вели, имам син Исмаел. Тој му го дава Исак. Значи, зборуваме повторно за човечка волја и Божја волја, колку човекот е непокорен на Бог. И ја знаеш волјата негова. Значи, ти си јудеец и со Бога се фалиш дека си избран народ, а не го позна Исус Христос. Дојде кај своите и своите не го познаа. И ја знаеш волјата негова и повеќе разбираш што е подобро, со што се поучуваш од законот. И уверен си дека си водач на слепци, им се обраќа на оние што мислат дека си избран народ, а светлина на оние што се во мрак. Наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот, старозаветниот закон. Но како е можно тоа да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Значи, дојде Исус, дојде кај своите и своите не го примија. Тие беа заблудени, одиде во поклонство дека се избран народ, дека ги имаат Мојсе и пророците. Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш. Кој велиш да не врши прелюба, а прелюбодействуваш. Ти кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмовите. Ти кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, зарем не го срамотиш Бога. Често помислувам на состојбата во македонскава земја. Значи, не треба Библијата да се чита како нешто што е завршено. Тоа е активен процес на себеспознавање. Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците. Зборува за духовни луѓе кои треба да го шират светото Евангелие, зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците и ќе речат, гледај го овој демек, верува во Бог, види како прави, краде, лаже, види што прави. Знаете, обрезанието е навистина полезно, зборува за евреите, но ако го извршуваш законот, ако пак правиш престапи против законот, обрезанието станува твое необрезание. Значи, тоа подразбира крштение. Крстен сум во вода, крадам, лажам. Одиш во цркви, пееш Христос воскресна од мртвите, а немаш љубов, не го љубиш ближниот како себе си. И така, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, и денеска се обрезуваат, например, одредени религии, тогаш нема ли неговото необрезание? Значи, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, тој сега им зборува на јудејците, кои мислеле дека се избран народ и не се мешале со другите. Замисли,
Kakvo idolopoklonstvo. Gospod potom zatim go vika, ko je moj bližen. Ljubi go svoj bližen kako sebe si. Samarijaninot mu pomaga na Jevrejinot, sa koji to i nisa kada se dopira, videki misli da je nečist. Ko je pretepan. To je poukata. Nema izbran narod i vijek svakate Biblijata bukvalno kako geografija, Izrael, Jevrejite, ne je geografija i duhovna sostojena narod koji treba da go slijedi Bog, kako što Makedonec te isto taka ne je geografija, tuko je duhovna sostojba, čovjek što go povikova Bog. I zato Jevrejiti i Makedonci te se posebni kategoriji na luje. Ne idolopoklonstvo izbrani od Bog, za da se razbirati, zato dvete zemlje ima slična sudbina. Od site strane se napadnati od podnebesnite sili na zloto na ovaj vek. Zašto poradi vas ime to Božje se hulim i ga ne zna Božci, tako si svešteno služitel, a kradeš, lažeš i naš preljuba. Pohoten si, obrezanije to je na vistina polezno ako ga izvršuje zakonot. I tak ako ne obrezani od gi pazi odredbite na zakonot. Togaš nema li njegovo to neobrezanije, da se smeta kako obrezanije i neobrezanije od po telo, izvršuvajki go zakonot. Nema li da te osudi tebe, koji pokraji pismo i obrezanije si stanal prestapnik na zakonot. Ne ubivaj, a vodiš vojne i se boriš, namjesto da povikaš Bog da je završi rabotata, zašto je pišano vojnata ne je vaša, tako je Božija. Zašto ne je prav judejec onoj koji je takov ponad dvorešnost. To se misli na hristijanin, na čovjek izbran od Bog. Znači, možda ih zamenite terminite. Ne je prav sledbenik hristijanin onaj koji je takov ponad dvorešnost, nitu pravo obrezanije je ona što je na dvorešno. Misli na dejstvo, na zavet, zavetuvanje, se obrezujem, se zavetujem na Bog. Ne je pravo obrezanje na dvorešno obrezanje, praviš obred i kleknuvaš, pališ, se kapeš vo voda, se pokrstuješ. Ništa ne znači kapenje tova voda ako ti ne se naseli Isus Hristos u tvoje to srce i da ih čekoriš stapkite na Božja te ljubav. Tuko onaj koji je vnatrešno takov. I ono obrezanje, vetuvanje, vo srce to. Vo srce to, po duh vo srce to, a ne po bukva. Zašto duho to životvorува, a slovo to ubiva. Така да читајќи го ова слово, си направио доктрини, фарисеи, садукеи, се поделија во црковни заедници, не општат меѓу себе. И тие се пример на нељубов и на нехристијанска црква, бидејќи Исус вели, јас сум главата, Исус е пасторот, попот, владиката, оджата. Исус е нашиот водач. Тој е главата на црквата, сите ние сме негови органи, телото на црквата, метафорично кажано. Библијата често дава слики како сликовници за да го разберат луѓето светото писмо, затоа е кажано, молете се да Господ да ви го отвори умот, да го разберете словото, потоа да слезе во вашето срце да се напише. Оној кој е внатрешно таков обрезание што е по срцето, по дух, а не по буква, неговата пофалба не потекнува од луѓето, туку од Бога. Значи, ние зборуваме за обрезание, завет на Бог во твоето срце. А тоа подразбира да го чекориш законот на љубовта, да правиш дела на љубовта, да го следиш Исус Христос. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Некои дури не сакаат ни својата земја, не се сакаат себе си, го сакаат мамона. Парите на мамон влегуваат, купуваат и продаваат луѓе, купуваат територии. Никој не зборува за дрогата и опијатите кои се фрлаат во младината. И сетне можеме да кажеме дека последни времиња се. Последни времиња и му поверува Аврам на Господа. И тоа му се прими за оправдание. И тој се нарече пријател Божји. Живееме во свет кој се распаѓа. Целиот свет лежи во зло. А оној што извршува волјата Божја е, љуби го својот ближен како себе си, останува довека. Вие имате две патеки, широк пат што води кон пропаст по кој ве водат. Вашите слепи водачи од некои чужди сатански организации, световни организации, а целиот свет лежи во зло. Пишано е.
и имате тесниот пат што води кон животот. Исус Христојот пат, патот на љубовта, што води кон животот и кој малкумина го наоѓаат. Можеш да го отвориш своето срце, брате и пријателе, да го повикаш Исуса Христа да дојде да живее во тебе и да ти даде сила да чекориш по патот на животот, патот на љубовта, патот на Исуса Христа. Љуби го својот ближен како себе си. Благословувајте ги непријателите своји. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Љуби го непријателот свој. Ако е гладен, непријателот нахрани го. Да живеете по патот на љубовта. Кој е мојот ближен? Исус ја раскажува приказното за самаријанинот кој му помаја на евреинот, кој не се дружи со самаријаните и мисли дека е избран народ и дека е обрезан во Бог. Обрезанието не е тука, туку во срцето. Во срцето, и ако ти не можеш да ги љубиш сите, тогаш се уште Исус, кој чука на вратата, вака. Еве, чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе дојдам и ќе вечерам со него. Тоа подразбира дека човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Татко мој, те молам за мојата земја и за мојот народ, кој е твој народ, кој си го избрал и запишал, да отвориш, да им ги отвориш срцата на водачите, да им ги отвориш ушите и очите, да се покајат, да те повикаат тебе и да врвиме по патот на животот, да го живееме Евангелието на љубовта и Македонија да остане тоа што ти си ја запишал. Дојди во Македонија и помогни ни по тоа видение. Ние разбравме дека Господ не повикал да му да го шириме светот Евангелие, земја на Евангелието на љубовта. Амин. Оставам се во твои раце, бидејќи ништо немам, се мое е твое. Те молам за моите родители, роднини, пријатели, сопруга, семејство, браќа и сестри, деца, духовни деца. Те молам за моите непријатели, благослови ги, јас немам непријатели. Благослови ги, прости им, татко, не знаат што прават. Мир вам, македонци мои. Пророчкото слово е следното. Тоа што сум ви го дал, вели Бог, никој не може да ви го одземе. Но само ако останете во мојата љубов. Македонијо, остани во Христовата љубов. Амин. Oče moj, oprati Sinot svoj da ne spasi nas, Isusa Hristosa.